нашиот живот. Можеме да ги дефинираме во најмлада како чудни, односно периоди во кои што како да сме на некоја пауза, како да се случува нешто во нашиот живот, некаква промена, нешто што е некако поразлично од она што било. Можеби нешто што претходно сме правеле не задоволува, не прави среќни, не ни исполнува повеќе. Едноставно само не ни е веќе интересно. Можеби се појавиле некои нови интереси во нашиот живот. Можеби се разбудиле некои стари заспани идеи, желби, соништа, но од известни причини не сме подготвени да се занимаваме со тоа, да направиме се што можеме. А во исто време не сме подготвени нити да се откажеме од тоа што го правиме, што го живееме, начинот на кој што го правиме. Така сме некаде во средина, додека размислуваме или бараме начини како да излеземе од она што до вчера било и да преминеме кон нешто што ќе биде утре. Во секој случај сме сега и овде во моментот, во тоа што ни се случува, во тоа што не оптоварува или барем не ги зазема мислите. Може би во некои наши смешани емоции, може би во некои нови непознати емоции, може би сме изненадени или некако неподготвени за тоа што моментално го чувствуваме. Може би немаме доволно доверба во себе си, немаме вештини, капацитети или не сме сигурни дали тоа што делумно се појавува како идеја, како мисла и тоа што е тоа вистинското и дали тоа е доволно вредно за да се откажеме од тоа што било. Тоа не мора да биде нешто драматично, нешто трауматично, што ќе посветуваме многу време, нешто со што ќе се оптоваруваме, ќе се замараме. Може да биде само мисла или мисли кои што ќе се појавуваат повремено, понекогаш на неколку дена, неколку пати во денот. И тоа да не збунува и да не доведува во една состојба која што можеме да ја прецениме како стагнација или пауза, или одмор, или период или време за повторно соочување со себе си, промислување, проверка, преиспитување, анализа на она што било, анализа на она што ќе дојде. И ако ево нас развиен критичарот, тогаш може да се критикуваме зошто сме тука каде што сме и да се чувствуваме заглавени и за тоа да се критикуваме, да се осудуваме и некако да се трудиме, да се потурниме, да излеземе од таму, да се извадиме од тоа. Да бидеме нежни кон себе, полни со разбирање и да го гледаме тоа како време кое што ни е потребно да бидеме со себе, со своите мисли, може би да направиме некои анализи или само да поминеме доволно време со себе за да провериме како се чувствуваме, до каде сме, како ни звучат и изгледаат тие нови идеи, нови замисли, што се крие таму, што ќе добиеме од тоа, што ќе изгубиме ако се откажеме или некако го промениме односот кон многу работи кои што биле до вчера или претходно не интересирале или ни предизвикувале задоволство. Тие периоди понекогаш знаат да траат подолго, понекогаш знаат да не изморат, не истоштат и сепак на крај да не ни одведат кон ништо ново, туку да се вратиме таму каде што ни е познато, безбедно, сигурно и да е апсолутно во ред, затоа што по принцип како луѓе ги бираме работите кои ни се поедноставни, попознати, побезбедни и во тоа нема ништо лошо, само си скратуваме можности и задоволство од она што би можеле да го доживееме, да го направиме поинаку, од новите предизвици, од можноста да си ги реализираме идеите, замислите, да провериме до каде сме со соништата. Како и да е, изборот на крајот пак ќе биде наш, независно дали ќе биде направен под некои надворешни влијанија, под условите во кои моментално се наоѓаме. Може би ќе донесеме таква одлука затоа што се чувствуваме неподготвени, може би ќе оставиме се тоа да созрее за некое друго време. Се тоа во ред, ако тоа ни донесе мир и ако тој мир ја донесеме таа одлука. И што и да избереме, дали да останеме таму каде што сме или да пробаме нешто сосем ново, сосем поинако, да направиме некој исчекор,
да се предизвикаме себе си, да си дадеме можност, меѓутоа исто така да се изложиме и да преземеме ризик, ево ред, доколку со одлуката која што ќе ја донесеме се чувствуваме мирни, се чувствуваме своји на своето, може би така ни е полесно или ќе се заштитиме од нешто што ни е ново и непознато. Но ако тоа ни вознемирува, ни предизвикува непријатни чувства, и ако со таа одлука не сме среќни, иако се уште постојано ни се врти низ главата, што кога би, што ако би, можев и така натаму, нема да бидеме задоволни, тогаш може би е време да порасчепкаме таму. И ако донесеме одлука да влеземе во нешто ново, да направиме исчекор, да отидеме напред, промениме нешто, ако тоа не ни носи мир, и ако тоа не ни носи радост, и ако не ни носи некоја возбуда, дури покрај тоа што ќе чувствуваме стравови, ќе бидеме несигурни, тоа ќе ни биде показател дека не сме ја донеле вистинската одлука, односно секоја одлука е вистинска во моментот, така сме чувствувале, меѓутоа последниот момент, неколку моменти потоа, неколку денови потоа, можеме да промениме одлуката ако гледаме дека ни представа повеќе тежина, дека не ме прави среќни, немаме задоволство, немаме радост, или дека си правиме притисок и дека тоа ни носи непријатни чувства и некоја дополнителна непотребна тежина. Како и да е, таквите чудни периоди во кои што правиме пауза или стагнираме, во зависност како ќе гледаме на тоа, се потребни и неопходни за да се одмориме од она што било, да направиме некоја анализа, да собереме сили, да донесеме одлуки, да направиме планови, да поставиме цели, да одиме кон нешто што е ново. И ако во тоа свесно учествуваме, и ако тие периоди не траат подолго, тогаш се потребни, неопходни, пожелни, како сакат. Меѓутоа, ако предолго се заглавуваме во тој период, и ако сме во амбиваленција или се клацкаме меѓу едното и другото, се промислуваме, ни тогаш може да заглавиме во тој простор, во тој период, бидеме ни ваму, ни таму, или да бидеме со телото и умот ваму, а со мислите, желбите и потребите на некој друго место, или обратно, или емотивно да сме таму некаде заглавени, затоа што имаме нешто што не е завршено, затоа што имаме нешто што ни носи некаква добивка, а нешто во нас кое би требало да е разумно, не тера и не притиска да одиме напред, меѓутоа не можеме целосно да се придвижиме. И тогаш може да доведе до стагнација, некои непотребни проблеми кои подоцна ќе треба сами да ги решаваме. Сакам да го споделам ова за да знаеме дека сите поминуваме низ такви периоди, дека доколку сте во моментот во нешто такво, не сте сами. Од разговорите со моите блиски луѓе, со луѓето со кои професионално соработувам, мислам дека и овој период соработите кои што не збунуваат од надворешноста, кои што се случува во еден подолг период на општествено ниво и секојдневно се случуваат, доколку дополнително на тоа и приватно сме во некој период кој што е многу бурен или носи големи предизвици или ни донел некои неочекувани настани ситуации со кои не сме се носеле најдобро. И ако сега е тој ваш чуден период во кој што се притискате себе си да донесете некоја одлука, да излезете од тоа што до вчера бил и да преземете нешто што од утре натаму ќе ви донесе радост, задоволство, повеќе ќе ви исполнува. Да не заборавиме дека сепак она што е најважно е тоа што е овде, тоа во што сме сега и колку и да понекогаш предизвикувачко и таварувачко, да го прифатиме прво тоа, да освестиме, да се соочиме, да си дозволиме себе си да бидеме во таков некој период во кој нит сме ваму, нит сме таму, не сме сигурни што сакаме, не знаеме што да преземеме, може би чувствуваме некои стравови, сме несигурни, може би сме исплашени, може би ни треба повеќе време. И се разбира прво да си го признаеме тоа на себе си, а кога ќе си го признаеме, кога ќе го освестиме, тогаш ќе дојде и желбата и потребата да го разрешиме и да се придвижиме, да донесеме одлука, да останеме,
tamo kada što sme bile, da go pravime to što sme go pravile, što može biti najdobro znajeme, što može biti nije najjednostavno i od nekoj pričini potrebno, ili pak da prezememe nekoj čekori i da napravime nešto sasvim novo, nešto sasvim pinjavo. Skoro da ne postoji izgubeno vreme, zato što vreme to koje što navodno sme go potrošile i vreme po koje što sme naučile nešto poveke za sebe, po koje što sme se sočile sa sebe, sa svojite želbe, sa svojite potrebe, sa svojite možnosti, kapaciteti, veštini, sme proverile do kada sme, može biti otkrijeme što nije ušte potrebno, što je to što čustvujeme da kako nemame, na što možemo ušte da porabotime. Odnosno to što sakam da vam kažem je da ne bideme premalo kritični kon sebe i da si dozvolimo da bideme i vo takvi čudni periodi, no da bideme svesni vo njih i da vidimo što novo možemo da naučimo za sebe, što možemo da otkrijemo za sebe i to da ni služi ponadam na način koji što može biti, сега ne može ni da go vidimo. A druga ta opcija je da budeme premnogo kritični i da se kritikuvamo i osuduvamo zato što smo se zaglavili nekada, zato što premnogo vreme smo potrošili na razmišljanje, zato što smo neodlučni, zato što smo slabi, nesposobni i tako nadamo, što se razbira nije potrebno i u svakoj slučaj ne vodi kon progres i ke ne drži poveke vo mestu. Vi posjakuvam da nosite odluke lesno, odgovorno i svesno, no isto taka i da budete malo hrabri, da prezemate rizici, da se puštate u novo i nepoznato, zato što i to je jedan način na koji što rasteme, se dvižime i uživajeme život u koji što i onaka je nepredvidljiv i nema sekogaš da ni dade dovoljno prostor, vreme i takav nekoj period u koji možeme da se odlučuvame, da razmisluvame, da analizirame, da nosime odluke. Neko život od iznenadva i moramo mnogo pobrzo da reagiramo, pa može biti dobro što imamo ta privilegija nekogaš da si i dozvolimo sebi i ovije periodi. I благодарам što sledite kanal, što ih gledate mojite videa. Ako se dopada ova video, stavite like, ako mislite da nekom možemo posluži, spodelite ga. Se gledamo u nekoj nov video, su neka nova tema, do toga i posjakujem se na